и отговаряше Яница по-македонски. Ама не знаеш. Човекът се ни шепти от сите страни. Ние му шептиме майки наши на тепани, така се викаше поема. Който трябва бидейки недостатъчна, вика майки наши на тепани. Ние му шептиме майки наши на патени, а той рече майки наши на тепани. Все е до погрешната комуникация, погрешното поимане на работата. Очигледно. Нито ние да слушаме вас, нито вие нас да слушаме. Всеки си гледа своята приказна и на край место на патени майки, които се зад тепани. Това е. А сега, пак во тој контекст дека не се разбираме, јас не гледам дека точно разбирам и објективно пријавам на работа. Има субјективност. Во своите дискусии кажете во кој дел сум субјективен, меѓутоа некои работи морам да ги кажем. Буџетот го предлага Талевски, тој е очигледно барем до лани беше непоправен оптимист. Предимenzionиран буџет, извршување 50-60-65%, така натаму. Ова година јас ја менувам диагнозата за него, за мене кој ќе не е непоправен оптимист, за мене е, така нам напишано, очен аматер илузионист. Еви зошто. Деночните приходи изгонени за 25 милиони денари, како што кажа колешката Карабашевска, или изголемување во основани 6%. Добро. Недоночните за 98% изгорени. Капиталните за 15 милиони денари. Сега. Изголемувањето си изголемување. За колешката Карабашевска вака каже. Основа на проектирање на буџетот бил процентот на реализација на трети квартал и извршување на буџетот на крајот на година. Очекуваме извршување на буџетот, како долго започне. На ребалансирање. То на тој начин добиваме реален буџет со нагласена развојна компонента. И вие и колешката споменавте дека изголемувањето од прилика 2,6%, тоа е реално. Двете кажавте дека изголемувањето е врз основа на претходниот буџет, значи изедовте проекции. Барем колешката Ковачевич, колешката Карабашевска рече дека врз основа на извршувањето. Сега, ајде ги видиме двете страни на приказната. Според тоа што јас го видов, деночните приходи лани беа 437 милиони денари, оваа година 462 милиони денари и колешките рекол 25 милиони изголемување, 6%. Колку се реализирани во третиот квартал? 279 милиони денари. Или 61%. Ако одиме дека 3/4 се реализирале во најоптимистичката варијанта, затоа што ќе деночните приходи прилика процентуално од прибирањето на приходите по квартали, ќе дојдеме до цифрата 372 милиони денари. А ние предвидуваме 462 милиони денари. Или 90 милиони денари. Цениме дека општината милиони и пол евра се дава. Општината повеќе ќе приходува од деношните приходи, отколку што приходувала во 2016 година. Тоа е реално. Тоа се темели врз основа на извршувањето на третиот квартал и очекуваното извршување во 2016 година. Ништо не ми паѓало. Не деношните приходи. Предвидува дека ќе се покача за цели 98%, или од 33 милиони и туку 43 милиони.
2010 да се собра, че това е податок до пред некои ден, че 37 милиони денари или 30 плюс 8%. Во овој дел, значи во делот на капиталните приходи, повторно се предвидува од продажба на општински имот да добиеме 20 милиони денари. Предвидува. А во 2016 приходававме само 2,5 милиони денари. Исто податок пред некои години податоци на очаквање за 3 години снег. Значи, ги фалат 17,5 милиони денари, ама ние упорно велиме пак 20 милиони да се собере. Понатаму, од изградено градежно земјиште треба да добиеме во 2017 50 милиони денари. Во овој момент имаме приходовано само 9,5 милиони. Велиме, буџетот е реален, затоа што проекциите ги црпиме од извршување на третиот квартал и очекуваните извршувања на буџетот за 2016 година. И конечно, од легализација на тимографите очекуваме дури 40 милиони денари, покрај тоа што во процесот на легализација уште не трае реално. Оваа година биле остварени 26,6 милиони денари до пред некој ден. Ама ние пак велиме 40 милиони до 2017. Имајќи го предвид само овие податоци за приходната страна, ама телекомуникациони Станевски очекува од него. Зашто ако не си приходувало до 2016, очекуваш од него дека ќе ги падат до 2017, дополнително 233 милиони денари или 3,7 милиони евра. Основа. И ќе се држиме до тоа дека буџетот што го предвидуваме за 2017 реален, сваќам Корешки Ковачевич, за да ви го кажете само местно зазвишено. План за вкупните потреби за набавки. Ама и изгледа си гледаме вкупните потреби за набавки и си го правиме план. Мора така. И аз кажем да предвидам потреби за набавки од 50 милиони евро. То значи дека ќе проектирам буџетот на 52 милиони на 55 милиони евро. Тоа е само едната страна да приказна. Не може од нас буџетот, приходната страна да ни ја детерминира вкупните потреби од набавки. Да, ако тие вкупни потреби од набавки се базираат на реални предпоставки, ако се реални предпоставките, ако ние можеме како општина да издвоиме 100 милиони денари или околу 1,5 милиони евра за изградба на дел од стадионот, ама ако не можеме, зашто го пишеме тоа како става? Мора да сме го напишале во развојните планови. Отидат локалните избори во 2017, па треба да покажете дека нешто работи. Немаме пари. Ви кажувам дека буџетот кога и додеја што гледа колку нема да речем 3,7 милиони евра, за 3 милиони евра е 5 милиони. Не е било. Следно, сега, кога некој ги измисли 3,7 милиони евра непостојни приходи, логично се запрашаме кои непостојни проекти ќе ни ги видите дека ги изгради. Веќе спомнам. Стадионот е еден од нив. Интересно е дека овој стадион го градим од 2013 година, прво предвидовме дека 12 милиони ќе кошта, па 8 милиони, па последните неколку години 5 милиони и сега конечно решихме од буџетот да издвоиме средства наводно за негова изградба. Ова е буџет со кој што само ќе се изградат потомки новите села на Станевски или
Не може да го кажем правилно да си. Оставим и ровите села. Журналисти на чакат, че мога да никако да ги направи. Следното време водолът е Русията и за да комплектира своята цифровска точка в последните 4 месеци мора с помощ на магии на приходи предоставам да ги реализира и следните проекти, за които си взе образа да ги реализира до 2017 година. От изборвам изключено от политическа гледна точка. Ведено на изпълнението на Кръстено и е изцърпена от програмата на Талевски Гумаров да помане 2013-2017 година. Класификацията на община Битола Влебова, рок на извършуване 2016 година. Фортификация на община Битола, рок на извършуване 2015-2017 година. Трансформация на централното градско подрежие в пешешка зона с изграждане на подземни гаражи и деловни обекти, рок на завършуване край на 2016 година. Това е ветено и по предходната програма за локалните, за предходните локални и за опита. Хотелски комплекс Нижополе, рок на извършуване на проектът изборна програма за локални избори 2013-2017. Донесуване на нов ГУП за Битола, рок на завършуване 2016 година. Изградба на катни гаражи, рок на завършуване на проектът 2013 година. Това е така, за да проект беше виден по предходната изборна програма. Реконструкция на градския стадион под Кубекафер, рок на завършуване исто 2013 в програмата на екзотник да го види от новата програма. Конкретно кога би го завършил, да би да бе да е провизия по видимите, така да знаем дека и това беше ветено до 2017 година. Оно што го нема во програмата, ми Талевски го кажа во септември 2012 најави целостна изплата на долгот на средните и основните училишта во форма на комунални данъчни за превоз и грејање во висина до околу 2 милиони евра, сега цената е намалена за 1 милион евра, и тоа е значителна сума. Путја на културата, реконструкција и трансформација на комунара. Нема ни трага ни гласова. Сијата напротив, комплетно е уништена, без врати, прозорци, удестери и мака за зборот. Изградбата на покрејниот базен 2009-2013 беше ветено. Грејање го забравиле кога ќе избори во 2017. Се во континуитет си ги тарашови работи, значи континуитет треба да одговори шо исполни и шо не исполни. Исто ништо не е направено. Треба да безовите во Битола од страните на Прилеп и Охрид, рок на завршување на проектот 2016 година. Реконструкција на Генералскиот дом Копачки во февруари 2013 година Талевски виктори во општината ќе помогне при реконструкција на Генералскиот дом Копачки до ситуацијата, како што знаете, се уште е таква како што е. И на крајот изградба на старата кино на Најков, кој што беше ветено во предходните изборни циклуси. Странно 5 години го градиме. Искрено не знам до кај. Овие 3,7 милиони евра не покриват една десетина, иако се измислени, една десетина од тоа што Талевски Гумаров ДПМН го види дека до крајот на мандатот во 2017 година ќе биде извршен. И тука е болка. Не е дека јас денес ова го бадам на седмица, ова ќе го бадиме до денот и изборите. Но ја полниме глата на Битолчанци. Тоа е тоа што треба да разреши. Отидели, како ви кажу, се што сте ветиле, се што
се сте изпълнили, тоа е максимата на вашата партија. Тоа е важно. Тоа е документ, а не од таму кај мене намаса. Фала Богу го имаме подобрен број на примероци, секоја прилика, ако треба ќе опрештампаме уште еднаш, ќе дискутираме во граѓаните на општина Битола, ќе инвестираме што имаат извршено реално. Што немаат извршено, што някаде не видиме како да поминат околните избори. И да привршвам, и сакал да завршам с една мисла, Рома колега, зашто мислам дека и замислена за Далевски, кој гласи: политиката не е лоша професија. Ако успеете, ве чекаат многу награди. Ако се посрамотите, секогаш можете да напишете книга за тоа. Време е господина Далевска, кој ќе не го почнат и уважават